Бурна седмица на асфалтот. Се случија неколку премиери, најавени се планови исполнети со оптимизам, инспирирани од историјата. Старите рекордери во брзина си ги вратија признанијата, а најголемите компании се прегрупираат и се обидуваат да фатат чекор со помладите фирми кои земаат се поголем дел од пазарот, особено со електричните возила. Прославени се неколку јубилеи кои покажуваат дека традицијата е важна алка во формирањето на иднината. Ке почнеме по утврдениот ред и прво ќе ви ги сервираме вестите. Во време кога повеќето производители кројат планови како најбезболно да преминат на електричните возила, BMW е дециден дека уште може да се извлече од моторите со внатрешно согорување. Тим инженери на германската марка веќе работи на нова генерација бензински и дизел агрегати со 4, 6 и 8 цилиндри, наменети главно за поголемите модели. Тие во понуда ќе останат и после наредната деценија на пазарите што ќе ги бараат, како што е Кина. Во Европа пак производството на овие мотори нема да се одвива во Германија, туку во Австрија и Велика Британија, бидејќи главната фабрика во Минхен се трансформира за електрични возила. Истоевремено со перформансното моделение на баварската компанија е потврдено дека ќе се исфрлат менувачите со двојна спојка, додека мануелните ќе останат уште 6 или 7 години. Иако стар 10 години, Koenigsegg Regera не се предава и успеа да го поврати рекордот за забрзување и запирање од место до 400 метри на час, кој пред некое време му го украде римац Невера. Шведскиот хиперавтомобил тоа го стори за 28,81 секунда, што е за 2,7 секунди подобро од времето што го има постигнато во 2019-та. За ваквата разлика се заслужни новите пневматици и подобрата состојба на асфалтот на еден аеродром во близина на Стокхолм, каде рекордот е постигнат, додека возилото е сосема исто. Според фабричките спецификации, опремено е со хибриден 5-литарски V8 твин турбо мотор кој произведува 1500 коњски сили. Карактеристика му е уникатната едностепена трансмисија, преку која тие се пренесуваат на задните тркала. Шведската мануфактура направи само 80 примероци од овој хиперавтомобил, чија цена изнесуваше $2 милиона. Стремејќи се кон небесните височини, Рено на воздухопловниот саем во Париз ја представи купе верзијата на Аустрал наречена Рафал. Спуштениот покрив прави атрактивниот кросовер да изгледа поелегантно и отмено, што француските дизајнери го нагласија и со некои стилски детали. Долниот дел од браниците и праговите од вратите се со црни облоги со остри линии. Дневните светла се во облик на стрелка, а маската со диамантска шема. На високо издигнатиот заден дел, пријатно обликуван за очите и интегриран мал спойлер, под кој се поставени светлата во облик на буквата Y. Во внатрешноста владее дигиталниот кокпит со два големи екрани и head-up дисплеј, а од Рено нагласуваат дека и покрај спуштениот заден дел има доволно простор за главите на патниците. Според габаритите, Рафал е за број поголем од Меган Conquest. Во моторната понуда засега има само 1,2 литарски
4-цилиндричен турбоагрегат кој комбиниран со електромотор располага со 200 конски сили. Подоцна ќе биде понудена и 300 конска плагин варијанта со погон на сите 4 тркала и посебно калибриран систем за управување. Продажбата на Рафал, кој ќе се произведува во Шпанија, ќе стартува напролет идната година, кога ќе бидат познати и цените. Opel ги забрза своите планови за електрификација. Практично веднаш по лансирањето на Astra направи уште еден голем чекор за да стане целосно електричен бренд. Најави дека наследникот на Crossland кој треба да се појави идната година ќе се нуди и со електричен погон. Тоа значи дека од тогаш секој модел во портфолиото на производителот со молња во амблемот ќе биде достапен и во електрична варијанта. Засега не се знае дали малиот кросовер ќе го задржи своето име или пак ќе стартува како нов модел. Првобитно планиран за 2025-та, наследникот на Crossland, исто како и поголемиот Grandland, покрај електричната верзија ќе има и хибридни мотори. Деталите се уште не се знаат, но јасно е дека треба да се побараат во сестринските модели од другите марки на Stellantis. Се развива на мултиенергетска платформа која овозможува автономија од околу 500 км и погон само на предните или сите 4 тркала. Во овој момент не е познато дали и понатаму ќе се произведува во Шпанија или пак во некој од другите погони на групата. Opel со појавувањето на идниот Crossland практично е на само чекор до целта до 2028 година да стане марка која ќе нуди исклучиво електрични автомобили. Tiguan како еден од последните автомобили на Volkswagen кој нема да биде електричен е планиран за пазарно лансирање идната пролет. Но бидејќи развојот веќе е при крај, раководството на компанијата одлучи да ги покаже маскираните прототипи и сподели првите информации за него. Третата генерација на популарниот кросовер е поставена на унапредената MQB платформа која ќе му донесе подобрени возни својства. Како и досега ќе биде на располагање со погон само на предните или на сите 4 тркала, а новост е подобреното ослонување со амортизери со двојно дејство. Должината му е зголемена на 4,55 метри, додека останатите димензии, вклучително и меѓускиното растојание, ќе останат практично непроменети. Возачот и совозачот ќе може да уживаат во возењето на седиштата со пневматско подесување, масажа, грејење и вентилација. Меѓу новите работи со кои ќе биде опремен се и високоефикасните матрикс светла составени од дури 19.200 микро LED елементи, кои ќе осветлуваат до 500 метри пред возилото. Според непотврдените најави, и оваа трета генерација на Tiguan покрај бензинските и хибридните агрегати ќе биде достапна со дизел мотори. Се зборува дека DSG менувачот со двојна спојка ќе биде стандарден, но затоа треба да го почекаме официјалното представување закажано за есенва. Тогаш и ќе дознаеме дали Volkswagen ќе го исполни ветеното плагин верзијата на Tiguan да има 100 км електрична автономија.
Метрополис, број 1 радиомрежа. Tu me fais tourner la tête. Je ferai le tour du monde. Ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde. Mon manège à moi. Уживајте во возењето. Новиот Peugeot 308. Уникатни сензации. Некогаш пионер во воведувањето хибридни технологии, па после лидер кај водородните автомобили, Toyota дебело доцни со електричните возила. Во моментите кога тие сочинуваат 1% од нивната продажба, компанијата се уште го бара вистинскиот пат кон иднината, дефинирајќи го чекор по чекор. Тоа не е случај со кинескиот NIO, кој се етаблира како премиум производител на електрични возила и својот пат на европскиот пазар го проектира со уште 2 нови модели. Аера не престанува да ја возбудува јавноста. Со својот седан, американско-италијанската компанија сака да направи редефиниција на 3 волуменските дизајни. Toyota на техничкиот собир, одржан под слоганот да ја промениме иднината на автомобилите, најави повеќе стратешки цели, некои и револуционерни. Таква, на пример, е дека компанијата сака да развие електричен автомобил со автономија од дури 1500 километри и време на полнење од само 10 минути. Основа за тоа се новите генерации батерии кои ќе почнат да се вградуваат во возилата од 2026 година. Базирани на цврст електролит, за нивниот развој веќе е формирана посебна филијала. Значаен исчекор ќе има и во перформансите на електричните возила, чија продукција до 2030 година треба да нарасне на 3,5 милиони годишно. Во моментот од вкупната продажба на Toyota само 1% се електрични возила. Новост во плановите на марката е и што електричните модели ќе бидат опремувани со систем за симулација на мануелен менувач. Иако звучи сосема непотребно, идејата е стилот на возењето и живањето во него да се приближи до сегашните автомобили. За комплетен впечаток, виртуелното менување на степените на пренос ќе биде придружено и со соодветен звук, кој толку верен што ќе реагира и на грешките на возачот, на пример, ако не се притисне педалата на спојката. За крај, уште еднаш е потврдена определбата дека Toyota нема да се откаже ниту од водородните возила, ниту од хибридите, со цел купувачите да имаат поголема слобода при изборот. Веднаш после објавувањето на овие информации, акциите на компанијата пораснаа за 4,5%. Плановите кои ги најави лани во Бернин, кинескиот NIO ги проширува. На веќе понудените лимузини и спортско корисно возило ET7, L7 и ET5 им се придружува кросоверот со средни димензии EL6 и ќе ги предизвика оние модели како Mercedes EQC. Со димензии од 4854 мм во должина и 1995 мм ширина, тоа е за 80 мм подолг и 105 мм поширок од EQC. Друга предност на новата платформа е понапредната технологија. L6 нуди head-up дисплеј, интелигентни адаптибилни фарови и многу други безбедносни карактеристики. Користи 33 сензорни единици кои работат на хардверот Adam Super Computing на NIO. И покрај големината и за разлика од претходникот, новиот модел се базира на истата платформа како и седанот ET5. Тоа значи дека L6 е достапен со преден индукцијски мотор од 150 киловати и заден магнетен мотор од 210 киловати, кои се комбинираат за да испомпуваат 360 киловати и 700 Нм вртежен момент.
Тоа е доволно за забрзување од 0 до 100 км на час за само 4,5 секунди. Опремен со батерија од 70 кWh, NIO L6 има досег до 483 км. NIO се држи до својата тактика за влез на европскиот пазар, како и претходните три модели, L6 ке се нуди само во Норвешка, Германија, Холандија, Данска и Шведска. Со својата услуга за замена на батериите наместо полнење, NIO изгради 20 станици за размена на електрична енергија во Европа, додека годинава оваа бројка се очекува да достигне 120. Менувањето на батериите во возилата трае само 5 минути. До 2025 година NIO има за цел да изгради 1000 вакви станици надвор од Кина, од кои повеќето ќе бидат во Европа. NIO смета дека нудењето на единствено корисничко искуство во повеќето земји низ светот е клуч за успехот и дека услугите за полнење и замена на батерии ја менуваат играта. Заедно со иновативните и флексибилни модели за претплата ќе го променат пейзажот на електричните возила. Светот беше магерсан кога лани Ахера го представи своето спортско корисно возило, а реакциите не се поинакви ниту со што туку представениот седан. Компанијата одлучи да не дава имиња на ниту едно од своите возила. Ова што го гледате е седан, а во ниту една смисла на зборот не наликува на седан. Во основа ова е купе со 4 врати со нагласен агресивен изглед. Тој ќе биде ривал на Porsche Taycan, можеби уште подраматичен во својата појава. Иако постојат јасни сличности помеѓу теренецот и седанот, тие јасно се разликуваат во својата појава. Двата модели се дизајнирани од поранешниот шеф на дизајнот на Lamborghini Filippo Perini. Лесно е да се предпостави дека седанот ќе има иста батерија како и теренецот од 120 кWh и ќе има автономија од 800 км. За жал, Аехра не ја откри внатрешноста на седанот, но би требало да има огромен инфозабавен систем што се протега низ целата ширина на контролната табла за да го претвори автомобилот во кино на тркала. Ако Аехра SUV ќе чини околу 140.000 евра кога ќе пристигне идната година, седанот што доаѓа на крајот на 2026 година ќе биде можеби и малку поскап, колку да му парира на Porsche Taycan Turbo S. Пред точно 120 години во едно предградие на Детроит се роди компанијата која го смени текот на автомобилската индустрија. Тогаш Хенри Форд влезе во историјата на човештвото. Годинава, практично точно на јубилејниот датум, Форд го отвори Центарот за електрични возила во Келн, од чии високотехнолошки производствени погони ќе излегуваат по 250.000 автомобили годишно. Скоро во исто време, Мерцедес го представи Vision 111, наречен според студијата C111 од 70-тите години на минатиот век, која се појави прерано за да се реализира. Дали со новата визија германците ќе го исправат пропустот од минатото, ќе покаже времето. Хенри Форд уште како млад беше голем ентузијаст и својот прв автомобил го направи во 1896 година, кој за да го изнесе од работилницата каде го склопи, мораше да ја скрши вратата. Тоа му беше првата лекција дека мора да внимава на деталите во работата, што понатаму ќе се покаже како клучно за успехот на марката која одсекогаш важи за стожер на автомобилската индустрија. Воден со визијата дека светот мора да застане на тркала, Хенри Форд во 1901 година со туѓи пари ја основа компанијата која го носеше неговото име. Но додека инвеститорите очекуваа брзо да им се поврати вложениот капитал, тој не сакаше да лансира на пазарот автомобил за кој сметаше дека е недоработен. Не помина многу време и тие буквално го набркаа од компанијата, од која малку подоцна настана Кадилак.
Хенри сепак остана на своето и набргу го основаше Ford Motor, чие име стана познато ширум Америка, верували или не, со освојувањето на светскиот рекорд во брзина. Само месеци нешто после тоа Ford го испорача својот прв автомобил, собирајќи толку нарачки што едва и можеше да ги исполни. Тоа беше сигнал дека патот е добро трасиран и Хенри со својот тим се зафати со работа на автомобил кој според него ќе биде она што треба. Успеа дури и од 25-тиот обид, заради што беше означен со 25-тата буква од абецедата. Јасно, зборуваме за Ford Model T, кој за 2 децении беше произведен во 15 милиони примероци, рекорд кој дури во 1972 година го надмина Volkswagen со буба. Каква улога одигра овој автомобил во обликувањето на човечкото општество не треба да се прераскажува. Исто како што не треба ни да споменеме што е Ford денес, 120 години после своето основање, кога и официјално започнува неговата нова ера со отварањето на Центарот за електрични возила во Келн. Во него се вложени $2 милиарди и ќе придонесе за целосна трансформација на марката во производител само на електрични возила. Фабриката, која зафаќа површина од 125 хектара, е опремена со нова производствена линија и најсовремени алати. Монтажата на батериите и возилата ќе се врши со високо ниво на автоматизација, а првиот модел кој ќе излегува од неа ќе биде електричниот Explorer. Во оваа фабрика, која функционира од 1930 година, во моментов работат 14.000 луѓе. Историјата на Мерцедес е инспирација за иднината на марката. Од трикраката ѕвезда и вратите како галебови крила, дизајнерите на компанијата имаат создадено доста иконски дела кои непогрешливо се поврзани со митот што го негуваат. Едно од нив е легендарниот C111 од 70-тите, кој тогаш настапи како визија за иднината. Се појави прерано за да навистина ја донесе, но затоа сега послужи како инспирација за новата студија за електричен спортски автомобил. Наречена 111, студијата ги комбинира динамичниот и впечатлив дизајн на својот историски претходник со иновативните технологии од електричното доба. Сензуалните линии кои пленат со својата чистота можеби навестуваат ново дизајнерско изразување кое е искрено кажано во ова време на агресивни облици сите потајно го посекуваме. Стилот што го има е постигнат со длабоката анализа на креативната имплементација на трендовите од минатото и отвора нови перспективи. Тие се нагласени и со иновативните електромотори со аксијален флукс на британската компанија JASA, која е во сопственост на Мерцедес. За нив ќе ни кажат дека се со неспоредлива густина на силата во однос на сегашните, што всушност значи дека се помали и полесни. Карактеристика им е што можат да се надоврзуваат еден на друг во серија, а заради помалите загуби на енергија имаат доста висока ефикасност. Нивниот производствен процес е доста сложен и засега се уште се во фаза на развој. Батериите се цилиндрични со нова хемија и напреден систем за ладење, развиени од страна на AMG. Иднината на овој концепт, долг само 4 метри, засега е нејасна, но тешко дека од него ќе се изроди некој серијски модел. Мотоциклите бележат постојан пораст во продажбата. Тоа го покажуваат извештаите од европските пазари, каде растот е 15,5% во однос на минатата година, а цените од сезона во сезона стануваат повисоки. Такви се и амбициите на производителите. Британскиот Триумф постави нов рекорд за изминати километри за 24 часовно возење со еден возач. Tiger 1200 GT Explorer, управуван од Иван Сервантес, на патеката Нардо помина 4012,53 километри.
Светот на две тркала се буди, барем кога Европа е во прашање. Во првиот квартал од годинава продажбата на моторцикли на стариот континент е зголемена за значајни 15,5%. Преднечи Италија со скоро 80.000 новорегистрирани мотоцикли, што е за неверојатни 31% повеќе од истиот период лани. И по продажбата, која достигна 55.000, и по порастот од 13% следи Германија, додека Франција со 49.000 е на трето место. Зад неа е Шпанија со 44.000 продадени моторцикли, додека дождливата Велика Британија е пета со 27.000. Европскиот пазар на мотоцикли е прилично разнолик. Со големиот избор, производителите во својата понуда ги имаат сите видови во поглед на моделите и зафатнината на моторот, вклучувајќи ги и електричните мотоцикли и скутери. Затоа и не е изненадување што нивната продажба расте. Бројот пласирани примероци засега се уште е многу скромен и изнесува само 9.000 по цела Европа, но електричниот бум на две тркала допрва се очекува. Гледајќи ги сите овие податоци, проценките се дека после слабата 2022 работите одат на подобро во мотоиндустријата, која оваа година би можела да ја заврши со повеќе од 1 милион продадени единици во Европа. На добрите познавачи на мотоциклистичкиот спорт името Иван Сервантес е блиско. Овој ас во својата кариера е 5-кратен светски шампион во ендуро, а во своето портфолио поседува уште 21 ендуро титула во шпанскиот шампионат и бил 5 пати шпански шампион во мотокрос. Во улога на амбасадор на триумф се наоѓа 2 години и неа ја потврди на најдобар можен начин. На патеката Нардо, Иван успеа да помине 4012 км за 24 часа, надминувајќи го претходниот рекорд за повеќе од 600 километри. Подвигот е направен со случајно избран моторцикл од производствената линија во фабриката во Хинкли, Англија. Тој со Триумф Tiger 1200 GT Explorer го постигна подвигот кој патем речено не претрпе никакви модификации. Во рушењето на рекордот од изминати 4012,53 километри, сменет е еден пневматик, а просечната брзина изнесуваше 167,79 км на час. Возејќи со брзини поголеми од 200 км на час, Иван го надмина постоечкиот рекорд од 3406,17 изминати километри за 5 часа, време во кое лежерно го постави новиот рекорд, кој е подобар од претходниот за 606 километри. Патеката Нардо во Италија е долга 12.649 метри. Остварувајќи го новиот рекорд, Иван Сервантес помина 317 круга, направи 18 застанувања и истроши 520 литри гориво. Фиат го прославува 40-тиот роден ден на Панда 4x4 со специјално ограничено издание. Тиражот од 1983 примероци подсетува на годината во која започна да се произведува симпатичниот автомобил, која смени перцепцијата за теренците. Честа да може да го купат ке ја имаат италијанците, французите, швајцарците и германците. Такви бариери не поставува Land Rover. Британците својот најмал теренец се трудат да го пласираат на секаде низ светот, па за Discovery Sport обезбедија карактерни подобрувања. Редовното освежување на моделите на британската премиум теренска марка не го заобиколија ниту Discovery Sport. За надворешниот изглед не е направено многу. Одредени изведби добиваат сјајна нова маска на ладилникот, понудата на тркала е зголемена и додадени се нови бои во палетата. Вистинските ажурирања ќе може да ги забележат само оние што ќе седнат во него. Кабината доби висока технологија, а се одвојува од конкуренцијата по чувството што се добива при престојот.
Возачот веднаш ќе го забележи управувачот со 3 краци и новата дигитална инструмент табла. Во центарот е поставен заоблен 11,4 инчен PV Pro инфозабавен систем кој ги содржи Amazon Alexa и безжичниот Apple CarPlay. Сега има полесен распоред кој им овозможува на корисниците пристап до 90% од бараните содржени со 2 допири од почетното мени. Ажурирањата не завршуваат тука. Discovery Sport има редизајнирана и поедноставна централна конзола со нов селектор на менувачот. Има нов стандарден бежичен полнач за паметни телефони и нов систем за прочистување на воздухот во кабината. Моторизацијата останува непромената, што значи во игра се сите расположливи агрегати и умерени хибриди. Една од најинтересните опции е Discovery Sport 5300E, приклучен хибрид кој доби батерија со променет хемиски состав. Таа овозможи поголема електрична автономија која сега е до 47 км и побрзо полнење. За своето 40 годишно постоење Panda 4x4 стана легенда. По тој повод Fiat направи специјално издание наречено 4x4S, што ќе биде достапно само на 4 пазари. Производителот се нема изјаснето колку од планираните 1983 примероци ќе бидат распределени за домашните купувачи и оние од Франција, Швајцарија и Германија. Ограничената серија е офарбана во боја на слонова коска и персонализирана е со низа додатоци на каросеријата и во кабината. Тркалата се биколорни, насекаде е присутно логото 4x40 и забележлива е налепницата со силуетите на првата и актуелната Fiat Panda 4x4. Во внатрешноста главен протагонист повторно е слоновата коска, боја во која е офарбан предниот панел и се наоѓа на материјалите на седиштата. На наслоните е испишано името на лимитираната серија проследено со годината кога почна да се произведува. Ограниченото издание 4x4S е погодно и за оние кои го користат својот автомобил за возење во асфалтот. Надополнете со предни лед светла за магла, затемнето стакло, предни црвени куки за влечење, црни шини на покривот, елементи кои го истакнуваат авантуристичкиот изглед. За да обезбеди пријатно возење, Fiat Panda 4x4S е опремена со инфозабавен систем со 7-инчен екран осетлив на допир, автоматска клима, електрични ретровизори што се загреваат, сензори за самрак и дожд и задни сензори за паркирање. Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Автомагазин. Сепак заедно остануваме до следното видување преку нашиот вебсайт и YouTube канал. Бидете во добро расположение и здравје. До гледање.